Во средини во кои се евидентни климатските промени, деградацијата на просторот и притисокот од масовниот туризам, неопходно е да се применат интегрирани методологии со научни знаења и современи технологии за заштита на културното наследство, истакна министерот за култура и туризам Љутков на министерската конференција на Советот на министри за култура од Југоисточна Европа. Еден од приоритетите секогаш на земјите кои што се во развој се креативните и културни индустрии, бидејќи сметам и јас лично дека креативните и културни индустрии се економски генератор и оној дел од културата кој што придонесува во буџетот на една држава. Директорката на регионалното биро за наука и култура во Европа на УНЕСКО Ландри ја поздрави заштитата и промоцијата на културното наследство преку националните политики за развој. Морам да ја препознам целата работа што се вложува тука на целата реконструкција, обновување на сите археолошки локации, некои наследства, верски наследства исто така. Министерот Љутков најави дека има напредок и се подготува извештајот кој треба да се презентира до 1 февруари 2026 до УНЕСКО. Овој проблем се провлекува години наназад и верувате го правиме максимумот. Не е само дипломатската офанзива да се одложува нешто на уште една година или уште една година. Ние во овој момент не работиме на одложување, туку работиме на решавање на проблемите. Инаку на министерскиот состанок во Охрид беше усвоена и декларацијата одржливи културни модели за иднината. Нина Аритоновска, Сител телевизија.